Кочани, Делчево и Чешиново Облешево од државата добија 1,2 милиони евра. Договорите со кои Министерството за финансии на овие три општини им одобрува пари се потпишани денес, а се дел од програмата за подобрување на општинските услуги. Проектот за подобрување на општинските услуги ја има токму таа цел, преку заеми, но и грант средства да стимулира вложување во капитални проекти, кои ќе ги подобрат условите за живот во сите општини во земјава. Изјави заменик министерката за финансии Ширет Елези. Чешиново Облешево доби 1,5 милиони денари во вид на грант од државата и со тие пари општината ќе набави возила и механизација. Делчево парите кои ги добива ќе мора да ги врати зашто се работи за заем, а не за грант. Општината ќе добие 32,3 милиони денари за реконструкција на 2 постојни улици и една земјана улица во градот. Заемот кој го доби општина Кочани е во висина од 43,9 милиони денари, наменети за изградба на 11 улици. Аплициравме со проекти кои одговарат на повикот од страна на Светска банка. Тоа е изградба на 6 улици во градот Кочани и 5 во руралниот дел. Купниот број на години за враќање на кредитот на заемот се 13 години, значи 3 години грейс период и 10 години рок на враќање. Што значи дека ние со овие средства ќе реализираме инфраструктурни проекти, изградба на улици ова и наредната година, а ќе враќаме по 10 години. И по успешно завршената реализација на проектите добиваме до 30% грант. Вкупно на ниво на држава преку оваа програма се потпишани договори со 12 општини кои ќе добијат 165 милиони денари. Од нив 136,8 милиони денари се заеми по исклучително поволни камати, под 1%, додека 28 милиони се грант средства.